Штип ја враќа идејата за воведување на градски превоз, ова како потреба до општината го наметнале граѓаните кои живеат во приградските и селските средини, а на кои доаѓањето во градот им е проблем. Во моментов општината ги разгледува можностите за воведување на 3 линии. Предвидени се 3 линии. Првата линија е предвидено да го поврзи централното градско подрачје со населбата Тричешми, и тоа преку населбите Пребег, Железничка и Кампус 4 на Универзитетот Гоце Делчев. Втората предвидена линија на јавниот градски превоз, предвидено е да го поврзи централното градско подрачје со селата од Лакавичкиот регион, и тоа преку населбата Новосело и областа околу село Софилари и Штипскиот затвор. И за третата линија предвидено е да го поврзи централното градско подрачје со населбата Старка Раурман преку населбите 8 ноември, Сењак и Баби. За сега нема точни пресметки околу тоа колку воведувањето на линискиот превоз ќе ја чини општината и дали една ваква варијанта е исплатлива. Идејата е во почетна фаза, па сите опции се отворени. Општината работи на изготвување финансиска рамка за обезбедување јавен градски превоз. Се разгледуваат можностите за тоа општината сама да го реализира овој проект, меѓутоа не се исклучуваат и било кои други можности. Воведувањето на линиски превоз е идеја која неколку пати била ставана на маса во последните 15 години, но истата досега не се реализираше. Најдалеку во оваа работа беше отидено пред 10 години кога беа и воведени пробни линии, но целата работа пропадна поради слаб интерес од страна на оние кои превозот требаше да го користат. Инаку во регионот градски превоз има само во Кочани, каде граѓаните плаќаат 50% од цената, а остатокот го дотира општината. Во Каменица е воведен бесплатен превоз еднаш неделно за жителите од селата.